Почитувани сограѓани, на денешен ден пред 2 години се подпиша договорот од Преспа, со што се затвори повеќе детинскиот спор со нашиот сосед Грција. Храброста и визијата на премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас придонесе отвореното прашање да се затвори во интерес на двете држави, нивните граѓани и нивната иднина. По подпишувањето на договорот се отвори процесот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО и во март оваа година, во услови на светска пандемија, Република Северна Македонија стана 30-та земја членка на НАТО алијансата заедно со нови 29 сојузници. Покрај членството во НАТО, договорот не донесе чекор поблиску до ЕУ. Конечно ги отворивме вратите на нашата ЕУ интеграција. Во март 2020 година ЕУ донесе позитивна одлука за започнување на преговори за членство и очекуваме да крајот на 2020 година и формално да започнат преговорите за членство. Додека Зоран Заев, СДСМ и владата се поставија државнички одговорно пред интересите на граѓаните, Христијан Мицковски, ВМРО ДПМНЕ правија се за да го спречат напредокот интегративниот процес. Тие го критикуваат договорот од Преспа, не го признаваа уставното име, но тоа не им пречеше кога нивните пратеници добиваа плати од Собранието на Република Северна Македонија. Се закануваа дека ќе го поништат договорот и со тоа ќе го загрозат членството во НАТО и напредокот во ЕУ. За среќа, нивните деструктивни обиди за блокирање и кочење на напредокот не успееја. Нема да ја успеат нити обидите за враќање на државата назад во времињата на изолација и поделби. Заедно ќе кориме напред, заедно можеме многу повеќе, многу подобро.